Со музичко-балетски перформанс на Младинскиот театар Кармелим од Израел, денеска започна дводневната манифестација Денови на Израел во Битола, која се организира под покровителство на амбасадата на Израел во Република Македонија и Сдруженијето Архам од Битола. Настаните продолжуваат и вечерва со проекција на документарниот филм Мојот клас во режија на Пиер Лавие од Израел. Да напоменам дека ова е резултат на прекрасното партнерство што повеќе од пред една година го започнавме всушност овде во Битола. Минатата година овде имавме една мощна сериозна представа на двата водечки театри на Израел, Хабиба и Националниот театар на Израел. Беше драмата наречена Нашиот клас. Тоа беше една тешка и силна приказна за Холокаустот. И во тоа време нас не следеше еден фотограф кој што ја средеше турнејата и тој се враќа годинава со документарен филм кој што ќе ви го представиме. Тоа е неговото доживување не само на представата низ Македонија, туку на Македонија. Ретко ни доаѓаат мюзикли. Ретко имаме забави на улица како што е современиот начин на изражување флешмобот. Ретко имаме документарни филмови кои што зборуваат како другите не доживеале. Затоа со задоволство најавувам дека вечерва во 20 часот во малата сала на Домот на културата го имаме документарниот филм Мојот клас за Македонија, за нашиот клас. Утре вечер во 20 часот во Народниот театар Битола една блескава представа на младост, песна и игра. Дојдете и релаксирајте се, битолчани. Во текот на утрешниот ден на плоштадот Магнолија ќе биде изведен флешмоб перформанс на групата Кармелин од Израел во соработка со волонтерите од Црвениот крст од Битола, а на кој ќе заигра и амбасадорот на Израел во Македонија Дан Оријан. We are planning to do a flash mob tomorrow. Ако случајно се најдете на плоштадот Магнолија утре во 12 часот, немојте да го пропуштите флешмобот кој што ќе биде со младите од Битолскиот Црвен крст и амбасадорот се спремаше за флешмобот. Ако сакате да видите како на флешмоб амбасадор на Израел учествува на плоштадот на Македонија, повелете. За време на дводневниот престој во Битола, гостите од Израел ќе изведат и работна акција на еврејските гробишта, каде веќе се откриени околу 1000 надгробни плочи. Со културните настани во Битола воедно завршува и седмицата на израелската култура во Македонија, во рамките на која претходните дена се одржаа културни настани во Скопје, Охрид, Штип, Ресен и Берово.